на тема живот, култура, ќе го завршиме денешното издание со гостин. Владо Мирчевски е заедно со нас. Имено кади да патува по светот, се разбира, желбата за подобро утре го однела надвор од нашата држава, но тој постојано се враќа, затоа што вели Кичево е мојот дом. Добро утро. Добро утро и благодарам што добив таква можност покрај една ваква шармантна водителка. Благодарам. Да ги промовирам моите песни. Да, патувате низ светот. Желбата, веројатно, како и повеќето македонци, да ја напуштат својата домовина, желбата за подобро утре, желбата за заработувачка, веројатно таа ве испратила и во Германија, и сега сте во Швајцарија. Но постојано се враќате во Кичево. Што е она што вие од Кичево, од Македонија, од нашето тло, го однесовте надвор во светот? Македонија, воопшто Балканот, има душа. Посебна, што ја нема на друго место. Самиот однос према пријатели, роднини, однос деца помеѓу деца. Постои некоја љубов што го мислам го има и на запад, меѓутоа можеби поинаку го манифестираат. И тоа е тоа што го однесов таму така. Вие македонците се здружувате надвор од државата и во Германија, веројатно и сега и во Швајцарија, вие сте дел од тие културни клубови, така ви се наречени, да, во кои што предпоставувам дека организирате собири, се дружите. Колку е важно да постојат тие такви клубови надвор од нашата земја, една од причините да го негувате македонскиот јазик, да го пренесете на поколенијата? Така е, многу е важно за самите луѓе што живеат надвор од Македонија. Организираме прослави, забави, фолклори, доаѓаат фолклорни групи, организираме исто фудбалски надпревари, турнири. Бев долги години во Минхен председател на македонскиот клуб Илинден. Сега неколку години живееме во Швајцарија, во Цирих. И таму има доста здруженија, црковни одбори, така да секогаш има нешто се случува. Да, има зошто да се биде дел од тие клубови, а тоа е да живее нашата традиција и да живее нашата историја, да се пренесе на младите. Младите се вклучуваат, кои што се таму, кои што некои од нив имале среќа или како и да се нарече тоа, и да се родат таму, надвор од нивната татковина, па се вклучуваат тие како дел од тие клубови? Поголемиот број се вклучуваат, зависно од родителите колку се активни. Да. Дури мојата сопруга кога била мала, таа е родена во Минхен и израсната, значи од мали нозе до, хајде да наречам до ден денес, има учествувано и по фолклори, и на забави, и на здруженија, заедно некои организации и така. Од родителите најмногу зависи дали ќе тргнат децата по тој пат, а се трудиме да... Па како не? Да. Па се разбирам, да, најмногу од родителите и од нас, да живее нашата историја, традиција да се принесе. Се враќате често во Кичево, доаѓате. Сега имате и песната една, ја слушаме. Сега имате и песни издадено. Сакате некој ваш придонес да оставите тука на вашето тло? Размислувате ли во периодот кога ќе решите да се пензионирате, можеби па да си се вратите во својата татковина? Па тоа е сега малку потешко прашање, не може да се планира, денес е така времето, животот е, да. Секој што ќе замине надвор планира, сака, ако не да се врати за стално, да доаѓа почесто. Меѓутоа, фамилијата исто игра голема улога. Гледам дедо ми и баба ми, родителите на жена ми се одамна веќе пензионери, таму им се внуците, децата доаѓаат во Скопје, живеат во Скопје. Меѓутоа, така 2 пати, 3 пати годишно по една недела, 2, иначе го поминуваат животот таму, така да речеме времето. Ама желба ми е, се разбира, се чувствуваме овдека дома во Македонија. Убаво не имаме голем број на пријатели, голем круг. Тој однос со нив не го прекинавме сиве овие години и тоа е за нас важно. Вие доаѓате често во Кичево и велите и токму и песната која што ја слушаме ја посветувате на вашиот татко. Тој колку рековте дека има 83 години има и сега ја гледа сигурно оваа емисија. Да, генерацијски
Генерацијски вие сте отишле одамна, исто отпатувале, но повторно се враќате. Што е она што останало во Кичево? Што е она што генерацијски се пренесува и останало како белег за кичевчани? Па кичевчани ние сме специфичен град. Не само што живееме со години заедно сите народи, да речем и албанци, и турци, и кичевчани. Во Кичево никој не доаѓа од страна. Ние сме еден класичен град. Не знам колку години, не знам, истите луѓе. И ќе ги видиш секогаш кога ќе појдеш истите луѓе. Па и тоа е убавина во тоа. Убавина, има културата, традициите се пренесуваат, ловџиски град, како да речам. Град на музика, имаме доста познати музичари од Кичево. Да, и се надеваме сега со новиот градоначалник, господинот професор доктор, јас го викам Александар Јовановски, тој е доктор, жена му е професор, а жена му мора да ја слуша и затоа професор доктор. Да. Знаете како велат, од каде ти е жената, од таму си. Баш така. Да, добро. Шегата настрана, ја слушаме музиката, ја слушаме песната. Сакате ли да донесете и да вложите нешто во Кичево? Да оставите нешто, се размислувате ли за тоа? Повеќето кои што ја напуштиле државата, кои што одреден временски период го поминале надвор, сакаат да вратат нешто во својата држава. Така, па мислам дека... На тлото кој што најдобро го познаваат. Така, и најубаво се чувствуваме тука, се чувствуваме навистина на дома. Иако, да речеме, со тек на време човек може да си овозможи и на запад да си купи некој објект, куќа или нешто. Имот, да, односот е тука поинаков. И се што имаме тука одржуваме, гледаме да биде, така да речеме, да не пропадне ништо. И се разбира дека планираме нешто. Македонија е прекрасна, има многу убави места. Така да имаме многу пријатели кои што на некој начин ни даваат некоја позитивна енергија и размислуваме во... Ви влеваат доверба. Да. Благодарам што ми дојдовте. Знам дека сега патувате за Цирих, се враќате. Да, подобри директната линија овозможува и да можете и почесто да доаѓате. Имаме доста можности, само треба човек да има желба. Точно треба да има желба, да. Поздравете ги македонците во Цирих и благодарам што бивте денеска заедно со нас. Благодарам и јас и се најдам.